На 2 август, по повод празникот Илинден во село Радање, ќе се одржи илинденската манифестација која е стара со векови. Со вкусен ручек, курбан и народна музика се повикуваат сите заинтересирани мештани и граѓани на Штип да повелат на оваа долговековна традиција, се со цел да се одбележи достојно празнувањето на светителот Илија, кој е закрилник на истоименото село. Ова година, како и претходните години, ама ова година е посебно. Значи вака, сабајале се колето, курбано, у 10 саато нека повелат доле, ќе се помогнеме што можеме. Ручекот е негде околу 13 часот, камбаната чука и ќе има народна весела музика ќе има ваа година. Одамна не е имало, па да се развеселиме да играеме. Ваа година, благодарение на Мите Шумангата го викаме, он ги донира компирите и салатата. Благодарам. Теле ќе купеме, се обележи празник. Значи, ќе биде теле, што го јадат у муслиманите и рече и у христијаните. Значи, тоа не е проблем. Ваа година ќе биде компир и манче. Има кувар, се обезбедено, само повелите дојдете. Се собираме за здравје и среќа, но и за да го заштитиме селото од невреме и поплави, велат мештаните на селото и топло ги покануваат сите заинтересирани. За здравје, збереме се, кој доат, кој не, нели, не можат. Ние се збереме од селото, ама доаѓаат и од градот. Па една година ли немаше, сега па, организаторот тука, он потикнува работа и иначе нема, запустува се. Колеја курбан, теле или јунес шоедо, преки на каца гром туку селото. Одбележувањето на оваа вековна традиција ќе се одржи во местноста наречено Гиризи во истоименото село. Пророкот Свети Илија зазема значајна улога во религиите на христијаните, но и на евреите, но тоа е од важност и кај куронот кај муслиманите. Пророк Свети Илија секогаш се празнува на 2 август, а истиот е од голема важност и за историјата, предпознатлива за илинденското востание.